Добро утро. Почетокот на ова ново продолжение од Фактор здравје значи и почеток на нови информации, свежа доза на совети, кои што ќе ги примениме и денеска ќе бидат во контекст на нашето мото "Мислете на себе". Се надевам и уверен сум дека и денеска сте повторно во одлична здравствена состојба, а позитивната доза на информации веднаш ќе ја споделиме по оваа прва најава. Истражувањето докажа, некако на некој начин ќе ја преформулираме во однос на она што вчера се случуваше, а тоа е големиот историски успех на македонската фудбалска репрезентација со пласманот на претстојното европско првенство. Оваа катарза или би рекол лачење на серотонинот или хормонот на среќа во огромна и голема мера го намалува нивото на стресот и кортизолот во кој што сите ние живееме со оглед на пандемијата, економските и социјалните аспекти во државава. Дополнително би рекол кон овие позитивни нешта, треба да се спомене и фактот дека токму спортот, уметноста, науката и образованието се оние фундаменти или столбови врз кои што треба да почива нашето општество да се промовира и презентира во светот. Не помалку важна е медицината која што ние ја третираме и токму затоа и денешниот гостин со кој што ќе разговараме и ќе ви го представам и тоа како е столб на македонската и светската медицина со оглед на неговото животно и клиничко или практично искуство. Еве го неговото представување и темата со која што ќе ве анимираме. Дополнително денеска градот Скопје, главниот град на Македонија, го слави својот 75 годишен роден ден, би рекол, или ослободувањето од фашистите во Втората светска војна, а она што го споменав претходно во однос на гостинот и промовирањето на пред се македонската наука, сигурно дополнително ќе има тежина во однос на неговото представување и темата со која што денеска ќе ве анимираме. Ќе зборуваме за кршливи коски, тема и појава која што може да биде стекната и вродена, а сите аспекти дополнително со вашите прашања, денеска ќе ги одговориме преку разговорот со професорот доктор Ѓорѓе Зафировски, кој што е специјалист хирург-ортопед од поликлиниката Невромедика од Скопје. Професоре, добро утро, добро дојдовте. И оваа катарза би рекол влие и на вас лично и на целото наше општество. Како ја примивте вие вести што тоа значи во превентивен аспект? Да, добро утро, поздрав до гледачите на телевизија 24 вести. Ова се ретки моменти на среќа во животот. Навистина сите сме среќни, задоволни да видиме, да појдеме на европско тло, на едно европско надпреварување. Тоа е навистина големо достигнување за Република Македонија. Од здравствен аспект, да. Од здравствен аспект е тоа навистина добро за целата држава, бидејќи младите ќе почнат да се занимаваат со здрави спортови, а тоа значи и добро здравје. Да, пред се на мускулоскелетниот систем, специјалност, да, која ви ја третирате и е ваша специјалност. Денеска многу аспекти ќе зборуваме. Благодарам, професоре, за вашето присуство. По кратката пауза за реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и темата кршливи коски. Вашиот интерес и јавувањата ги очекуваме и денеска во Фактор здравје на 6091-924, односно 6091-925. Ваши мој гостин во студиото е професор доктор Ѓорѓе Зафировски, специјалист хирург, ортопед и травматолог од споменатата поликлиника Невромедика од Скопје. Професоре, иако темата може би звучи банално и многу едноставно, би рекол е многу комплексна и во однос на стекнатите и вродените аномалии или кршливоста на коски, што како тема ја имаме. Потоа би го почнал разговорот. Колку се тие чести, кај кого се јавуваат и кои се причините? Остеопорозата би рекол дека е тивка епидемија на денешницата. Тоа значи дека кршливите коски во денешно време се многу чести и затоа Светската здравствена организација 2000 година до 2020 година се декади на кршливите коски, тоест декади на остеопорозата. Кршливи коски настануваат уште за време на гестацијата, за време на формирањето на плодот, кога се формираат коските,
на почетокот на третиот месец во феталниот живот и тогаш може да дојде до генетско компромитирање на колагенот А и да се створат кршливи коски, тоест поротични коски кои се кршат од минимални трауми, а за време на феталниот живот може да доведе до кршење на многу коски, така да е проблематично плодот да се роди жив. Меѓутоа, втората форма на остеопороза, на слаби коски на децата, се јавува веднаш после раѓањето и таквите деца со остеогенезис имперфекта имаат често кршење на коските, дури 100 пати и повеќе од тоа во текот на својот живот. Меѓутоа, сепак, тоа се храбри деца и излегуваат на крај, а доста од нив имаат и нормален живот. Најпрвин да кажам дефиниција за остеопорозата. Што значи остеопороза? Тоа е слаби, кршливи коски, кои што се кршат од навидум мали стресови, како што се кашлање, кивање, наведнување и доваѓа до кршење на коските, доваѓа до пореметување на архитектурата, архитектониката на коската и коската многу лесно се крши. Најголем ризик фактор е кај постари жени, постменопаузално, каде брзо со намалување на естрогените, хормони во организмот, доваѓа до слабење на коските и до нивно кршење. Најчесто се кршат колковите, пршленските тела на арбетниот столб и рачните зглобови, меѓутоа може да се скрши и било која коска во човечкиот организам од сосема мала несоодветна повреда. Да, ако дозволите само, професоре, рековте дека коските се формираат уште интраутерино, кога детето или идниот живот е фетус некаде во 12-тата гестацијска недела или 3-тиот месец од бременоста. Од каква структура се создадени? Го споменавте колагенот А, кој што е значаен и што е она што влијае да бидат тие порозни. Коските се составени од колаген. Тоа се аминокиселини, глицин и хидроксиапатит и тие уште од третиот месец почнуваат да се градат, меѓутоа градбата на коските и нивното разградување, тоа е еден динамичен процес кој што трае во текот на целиот живот. Пикот на најаката коска достигнува во 30-та година од животот, а тоа зависи дали ние здраво се храниме, дали ние спортуваме, бидејќи коскениот систем, мускулоскелетниот систем бара оптоварување. Тоест трчање, напор, скокање, танцување, качување, планинарење, играње. Тие се оптоварувачки спортови кои што допринесуваат коската во младоста до 30-та година повеќе да се создава одошто да се разградува. После 30-та година почнува еден процес на побрзо разградување на коската, меѓутоа пикот на тоа разградување доваѓа после 50-та година, после менопаузата, почесто кај жените, бидејќи кај жените настанува нагол пад на естрогените и доваѓа до слабење на коските. Во текот на една година коската, која е составена од кортикална коска, цврста коска и трабекуларна коска, спонгиозна коска, сунгераста коска, брзо се разградува во околу 5% секоја година и за 10 години доваѓа до 50% губиток на коскената маса и
do губиток на калциумот во самите коски и фосфорот и другите елементи, така да доваѓа до разградување на коската и пореметување на структурата и архитектониката на коската и многу лесно кршење на коската. Од остеопороза боледуваат и мажите и жените. Меѓутоа, жените многу почесто, после 50-та година, секоја втора жена има остеопороза, а после 70-та година секој четврти маж има остеопороза. Остеопорозата се градира. Степени има, да. Да, има степени. Првиот степен на остеопорозата е остеопенијата. Остеопороза, права остеопороза е ако има Т-скор минус 2,5 или повеќе од тоа, е остеопороза, а доколку дојде до кршење на коските, велиме дека е тоа тешка остеопороза и таа остеопороза бара лекување. Важноста на ова е што доколку дојде до кршење на колкот, најчесто е потребна оперативна интервенција кај овие стари луѓе и од компликациите, од самата повреда, од компликациите од операцијата и други компликации во организмот што настануваат во текот на првата година после кршењето на коската, 25% доваѓа до смртност. Сепак е тоа една голема бројка, еден голем процент и затоа треба да превенираме да не дојде до остеопорозата. Почетоков би кажал кои се симптомите на остеопорозата. Важно е да се знае дека на почетокот остеопорозата нема симптоми. И не боли. Е асимптоматска и затоа тешко се диагностицира. И затоа луѓето, пациентите, жените не одат на преглед на време и како врват годините, остеопорозата се повеќе и повеќе зема замав, коските се повеќе и повеќе слабеат, се повеќе и повеќе се кршливи и доваѓа до појава на понатамошни симптоми, а тоа се болки во слабината, болки во арбетниот столб, потоа намалување на висината, ако бил пациентот висок 180 см, доваѓа на 170 см, и деформитети, згрбавување, типично за остеопорозата, меѓутоа и пореметување на изгледот на тој пациент поради сето тоа, и статиката сигурно му е пореметена со тоа. Да, кои се причините? Причините за појава на остеопороза е тоа што коската е еден динамичен орган кој што постојано се гради и се разградува. Постојат ризик фактори за појава на остеопорозата, а тоа се пол. Ризик фактор се женскиот пол, после 50-та година од животот, потоа возраста, значи е исто така ризик фактор, по напредната возраст доваѓа до слабењето на коските, поради бројни причини, потоа фамилиарна фамилиарна анамнеза, ако во фамилијата мајката или таткото имале остеопороза, се очекува и децата, и ќерките, и синовите да имаат остеопороза, затоа е потребна превенција и изгледот на особата. Особи со низок раст, кои се послаби од 60 килограми, почесто се изложени на остеопороза од оние кои што имаат нормална тежина, а таа нормална тежина се смета над 60 килограми. Кај особи кои имаат тежина над 60 килограми, коските се цврсти и здрави, а кај подебелите особи исто така доваѓа до остеопороза, кршливост поради заробување на витаминот Д во масните наслаги и нема како да се транспортира калциумот кој што го земаме преку гастроинтестиналниот тракт, преку од цревата, да дојде во крвта и во коските и затоа доваѓа до остеопороза кај овие особи.
Дали, професоре, само дигресија во однос на причините, лица кои што имаат коморбидитети или пропратни заболувања, дали се од ревматолошки аспект или од ортопедски и други состојби и болести придонесуваат за појава? Точно така. Има примарни остеопорози и секундарни остеопорози. Примарни остеопорози се јавуваат кај посменопаузални жени и кај постари мажи после 70-та година, а секундарните остеопорози се јавуваат поради одредени болести, како што се гастроинтестинални заболувања, како што се бубрежни заболувања, потоа Паркинсоновата болест, земање на лекови, антиепилептични лекови, земање на поголеми дози на кортикостероиди, континуирано подолг временски период, или ако дојде до некоја оперативна интервенција, да речеме хистеректомија пред 50-та година, може да дојде до појава на таа така наречена како вештачка, тоа е секундарна остеопороза, предизвикана од нагол пат на естрогените хормони. Исто така, ако имаме одвише тироидни хормони, одвише паратироидни хормони или кортикохормони, доваѓа до слабење на коските и кршливост на коските. Да. Овде ќе направиме пауза, професоре, за блок од реклами, за дијагнозата, терапевските модалитети, ќе зборуваме подоцна. Благодарам за овој прв дел од емисијата, а вие останете со Фактор здравје и доколку имате интерес, слободно јавете се и дискутирајте во контекст на темата кршливи коски. Продолжуваме со вториот дел од Фактор здравје и денешниот ваш и мој гостин, професор доктор Ѓорѓе Зафировски, кој што е специјалист хирург, ортопед и травматолог и со кого зборуваме на тема кршливи коски. Слободно обратете се до нас и јавно зборувајте на 60919225 и 60919224. Професоре, да го заокружиме делот во однос на остеопорозата, дијагностиката и терапевските модалитети, она што го применувате и вие во вашата пракса. Би рекол дека за појава на остеопорозата важни се и диеталните фактори, тоест недоволен внес на калциум во исхраната, недоволен внес на витамин Д, уште од самото детство, бидејќи во мајчиното млеко има сосема мали количини на витамин D3 и затоа децата во текот на растот и развојот треба да примаат витамин D и тоа гастроинтестинални пореметувања доколку има особата, не може да дојде до ресорпција на калциумот или пак повеќе се исфрла преку уринарниот тракт и кај случаеви на гастроинтестинална хирургија, ресекција на желудец, ресекција на црева, може да дојде до пореметување на ресорпцијата на калциумот од гастроинтестиналниот тракт и така да дојде до ослабување на коските и кршливост на коските. Како се поставува дијагноза на остеопорозата? Би рекол многу лесно, многу едноставно. Треба пациентите само да побараат да бидат дијагностицирани, дали имаат остеопороза или немаат остеопороза. Има специјална машина која се вика DEXA, Dual Energy X-ray абсорбциометрија и која точно одредува дали пациентот има здрави коски, остеопенични коски или остеопоротични коски или тешка остеопороза, доколку има и некоја фрактура, се врши мерења со ниска доза на рентгенски зраци, практички многу малко озрачување и се мери во пределот на колковите, во пределот на арбетниот столб и во пределот на подлактиците и се одредува густината на коската, како ќе биде коската во следните 10 години. И доколку има остеопенија, остеопороза или тешка остеопороза, се одредува терапијата. Значи апаратот, пациентот легнува
на масата, поминува рентгенот со X зраците на неговото тело, за 5 минути се одредува стандардна девијација Т резултат и доколку резултатот е -1 до -2,4 е остеопенија, од -2,5 и понатака, -3, -4, -5, тоа е остеопороза, а ако има скршеници, тешка остеопороза. И према тоа се одредува терапијата. Голема среќа е денес што има медикаменти за лекување на остеопорозата, а тоа се бифосфонатите. И тоа алендронат, имбандронична киселина, зомета, потоа денес имаме и моноклонални антитела, джева, деносимаб, кои се даваат еднаш на 6 месеци и коските се градат. Се случува едно што е целта на терапијата? Ново градење на коска, зацврстнување на коската и нема кршење на коските. Денес има и нови препарати, слични на паратироидниот хормон, кои што исто така допринесуваат за фортео, за градење на коската. Меѓутоа, треба да се даваат исто така калциум и Д витамин, за да коската остане здрава и да остане цврста во текот на целиот живот, да не подлегне на остеопороза. И дали овие лица кои што имаат терапевски пристапи се под надзор ваш пред се, имаат препораки во однос на тоа да внимаваат повторно да не се повредат при некој, рековте вие, кашлање, наведнување, некои банални работи, кои што кај обичните лица не предизвикуваат порозност или кршливост, кај нив нели да се случи? Само лекар, специјалист може да одреди кој од овие лекови треба да се даваат, колку долго да се даваат, бидејќи сепак се тоа лекови кои што може да предизвикаат и одредени нус појави и затоа треба да се одреди нивото на калциум во крвта, нивото на фосфор во крвта, нивото на витамин D3 во крвта, што е многу важно, бидејќи витаминот D, кој што го има недоволно во нашиот организам. Организамот не може да го создаде и не може доволно да го примиме преку исхраната, бидејќи во исхраната го има во многу мали количини, да речеме во обрано млеко, од 1% млеко или 1% јогурт или урда или млечните производи или риба, лосос, сардина, во кого го има, во одредени печурки и така натаму. Значи, витамин D3 и калциум во одредени количини, да речеме, во текот на животот, кај децата витаминот D3, кој е стимулатор на сите акции и во организмот, се дава 400 интернационални единици кај доенчињата, кај децата во раст 600 интернационални единици, кај возрастните 800 до 1000 интернационални единици, а исто така калциумот се дава од 500 милиграми до 1 грам или 1200 милиграми во зависност од возраста. Тоа точно се дозира и точно се одредува колкава доза, кои суплементи треба да се дадат, бидејќи денес има огромен број на суплементи и треба да се одредат правите суплементи кои што ќе помогнат за да дојде до заздравување на остеопоротичните коски. Меѓутоа, тука има големо влијание и физичката активност, спортувањето, колкав капацитет на здрава коска ќе направиме во текот на детството, во текот на растот и развивањето до 30-та година. Тоа е како во една банка, ако имаме појака коска, поздрава коска, таа коска ќе не трае подолго во целиот живот и разградувањето нема да остави
такви тешки последици, бидејќи компликациите од остеопорозата, најчестите компликации се кршењето на коските, кај тие повозрасни особи со коморбидитети, веќе со една хипертензија, покачен притисок, со срчеви заболувања, со диабетес кој што допринесува, со реуматски заболувања кои допринесуваат за појава на остеопороза, инфекции, актуелнава што е сега коронавирус, колку таа ја забрзува таа сигурно дека порозност на коските. Короната 19, COVID-19 ќе допринесе до појава на остеопороза, бидејќи сега сме лимитирани. Не можеме премногу да се движиме, не можеме да спортуваме, аеробик, фитнес, пилатес, тај чи, пливање сигурно. Да. Меѓутоа, интересно е планинарење, спортување, фудбал, ракомет, кошарка. Сето тоа допринесува за јакнење на коските. Што се однесува до пливањето и кардиовежбите, тие не допренесуваат за јакнење на коските, тие се извонредни за здравјето на срцето, за кардиоваскуларниот систем, меѓутоа за коските е потребно оптеретување. Се почнува со истегнување и потоа со пешачење, со џогирање, со трчање, со качување, планинарење, танцување, и сите тие други спортови допренесуваат коските да останат здрави и трајни. Да. Затоа им препорачувам на пациентите да се консултираат, бидејќи само со една консултација може да речеме да се провери здравието на коските во болницата Неуромедика за 1 сат, да добиеме точни резултати, колку е нашиот калциум во крвта, потоа витамин Д, фосфор и да направиме еден декса тест за 5 минути, после 1 сат ги имаме сите резултати во каков статус се нашите коски, бидејќи здравието зависи, нашето здравје зависи и од здравието на коските. Сигурно. И прогностички, нели, како што рековте, да се даде за следните 10 години. Кога го спомнавме ковидот и витамин D3, тоа е една интересна тема, бидејќи е проучувано дека од оние кои што се позитивни, повеќе од 50% од случаевите се со ниско ниво на D3 витамин, и оние кои што се разболуваат, повеќе од 50% се со инсуфициентно ниво на витамин D3, како забрзувач на сите акции, како активатор на 2000 гени во организмот, како заштитник од инфекции, прехлади, грипови, корони и така натаму. Значи, витаминот D3 и како хормон на среќата, на радоста, е многу важен. И оние што завршиле пациенти со COVID-19 во интензивна нега и оние што починале, голем процент од нив се со низок процент, ниско ниво на витамин D3. Затоа препорачливо е сега да го знаеме нивото на D3 и во сезоната на грипови, во есенскава и зимскава сезона, треба да имаме доволно добро ниво на D3 за да превенираме да не се разболиме од вирусните заболувања, а особено не од COVID-19. Да, значи тука доаѓаме повторно и до имунолошкиот систем, неговото високо ниво како најдобар гарант и заштитник од сите инфекти кои што се околу нас, не само коронавирусот. И професоре, на крајот не помалку важно е и делото за кое што сакам неколку поенти да ни споменете, мечтите на хирургот, вашата монографија промовирана пред неполни 2 месеца. Честитки пред се и што са содржи? Благодарам. Мечтите на хирургот е промовирана моја најнова книга од пред 2 месеци. Таа ги содржи моите искуства во текот на работниот живот, дека со труд, со љубов,
со здрав начин и стил на живење може да се победат и најтешките болести. Во книгата спомнувам и како болеста, како пат кон оздравување. Што значи тоа? Сите болести си имаат долго време симптоми. Ние на почетокот не ги приметуваме и ние чекаме болеста да земе голем замав и тогаш откако ќе се разболиме правиме решение, сите напори за да оздравиме. Меѓутоа, тогаш треба да ги примениме сите принципи на здрава исхрана, со љубов кон своите блиски, љубов кон сите околу нас, што се кон здрава исхрана, спортување, така да и најтешките болести може да се пребродат. Тоа е еден животен пат низ светот, кој што на краиштата и покрај сите тешкоти човек може да излезе како победник. Да. И имаме гледач на линија, професоре, да го слушнеме. Добро утро, дали сте на линија? Добро утро. Да, господјо, ве слушаме. Кое е вашето прашање или коментар? Моето прашање, прво поздрав до докторот и до вас во студиото. Благодарам. Молам, сакам докторот да го прашам. Јас имам остеопороза, веќе 2 години ми е утврдена, рентгенски. Сега пијам фосаванс секоја недела, по 1 неделно. Пијам остеокад 2. Пие калциум од 1 милиграм. Има проблеми со бубрезите. Испитува ионизиран калциум. Сега ми рече докторката кај што одам кардула на физикална терапија, дека треба остеокада пијам, не калциум, поради тоа што имам проблеми со бубрезите. Сега да ми каже докторот дали калциумот да го зимам од 1 милиграм или остеокад 2. Благодарам за вашиот интерес. Само кратко, професоре, со оглед дека треба да ја завршиме емисијата. Видите, бидејќи е веќе диагностицирана остеопороза, вие сте кај прекрасна докторка, физијатар кардула, меѓутоа ви препорачувам да направите една консултација во нашата болница Неуромедика, да ги разгледаме сите елементи и да го одредиме најдобриот лек, бидејќи имате компликација со бубрезите. Да, благодарам. И дали имаме сепак уште едно јавување? Да, не, тоа е знакот за крај на емисијата. Тука ќе ви се заблагодарам, професоре. Ќе ви посакам уште многу вакви изданија. Пред се здравје на вас и вашите најблиски и повторно да ни бидете дел од Фактор здравје. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш и секое добро. Професор доктор Ѓорѓе Зафировски, специјалист, хирург, ортопед и травматолог, беше денешен гостин во Фактор здравје. Благодарам за вниманието и пријатно.